Добро вечер, Демихисар. Добро вечер, драги приятели. Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за победнички Демихисар. Драги приятели, остануваат само уште 8-9 дена до крајот на оваа кампања, во која што народот како никогаш досега масовно ќе излезе, референдумски ќе излезе и ќе направи историска поддршка и победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Овој пат има многу причини за такво нешто. Прво, она што ние го имаме сработено. Нашиот минат труд, нашите завршени проекти, нашите остварени ветувања, реализирани ветувања, но и онаа нова програма со која излеговме сега на изборите, наречена реално. Програма која што е над 500 страници и која што има многу нови работи што ќе се исполнат во наредните 4 години. Секако тука се и последните турбуленции политички што се во државата, од создавањето на големата политичка криза што ни ја создаде СДСМ во овие 2,5 години. Малтретирањето на граѓаните, ставањето на земјата во една непријатна ситуација цели 2,5 години. И затоа СДСМ ќе биде казнет. И затоа ВМРО ДПМН ќе добие огромна поддршка, затоа што се бори за државата, се бори за македонскиот народ, се бори за сите граѓани на Македонија. Македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, сите останати. Затоа што не ги делиме. Гледаме да направиме подобро утре за сите. Затоа што ние сме политичка партија и коалиција која што се грижи за граѓаните, се грижи за решавање на нивните проблеми, за подобрување на животниот стандард, покачување на платите, на пензиите, на социјалната помош, зголемување на бројот на работни места, отворање на нови работни места. За прв пат во Македонија се види како може да се намалува невработеност и како може да расте вработеноста. Како треба да се поддржува земјоделецот во Македонија. Како треба да растат пензиите на пензионерите. Како треба да се исполнува тоа што е ветено и да се држи до дадениот збор. Тоа е она голема разлика што не прави различни нас и СДСМ. Но и како? Како да се борите за државните интереси? Драги пријатели, гледам дека деновиве СДСМ веќе се откажа од приказната за нивните членови дека ќе победеле, затоа што ептер не им држи вода. И веќе не се ги подважуваат со тоа дека ќе победат, туку со тоа дека ќе изгубат, ама малку. Нема да е многу. Малку ќе биде со 7-8 пратеници и тука ќе се создаде една широка коалиција во која што и тие би влегле, значи тоа е приказната што им ја пасираат, што сега најновата лажга што им ја пасираат на нивните членови, за да ги охрабрат, бидејќи се во една сериозна почетна фаза на депресија и мора да ги излечат, за да ја завршат кампањата некако. Приказната е не се секирајте, ќе влеземе во широката коалиција, дека ќе партиципираат во власта и така натаму. Разликата ќе била мала на гласовите, на претениците. Сакам од тука да им порачам дека разликата нема да е мала, туку ќе биде огромна. Дека ВМРО ДПМН и коалицијата ќе победат со така голема разлика, што ќе им биде срам да помислат, а камоли да кажат за голема и широка коалиција. Затоа што овој народ гледа што и се случува на Македонија. Дека од многу страни, од многу центри, и си имаат навртено на Македонија како кучиња пред касапница. И дека само тој народ и ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија може да ја решат ситуацијата само со масовна поддршка, со 63 места во парламентот за ВМРО и за коалицијата. Драги пријатели, исто така ја слушнавме пред 2 дена приказната
заврши приказната практично за фантомските гласачи. Една година го малтретира цело население во Македонија, ја лажеа цела меѓународна заедница, или пак можен дел од нив сакаа да бидат излажани, не знам, дека во Македонија имало фантомски гласачи. Практично не една година. Фантомските гласачи се причина за почетокот на кризата уште од 2014 од 19 часот на изборниот ден на 27 април, кога Заев излезе и не ги призна изборите. И една од главните тези му беше дека гласале некои што не постојат и слично. Па, драги пријатели, пред 2 дена излезе Државната изборна комисија, во која што тие имаат доминација. Тоа се гледа од нивните одвуки. И ние тоа свесно им го пропуштивме за да ги убедиме да дојдат на избори, бидејќи не сакаат да излегуваат на избори. Цела година се молиме да излезат на избори. Те ова не им чини, те тоа, те фантомски гласачи, те медиумите, те не знам што, само нешто измислува цела година, да ја држат земјата во заложништво колку што може подолго, кризата да трае колку што може подолго, за да влијае на економијата и преку влијанието на економијата граѓаните да почне да се разочаруваат од се, па и од ВМРО ДПМН и од коалицијата за подобра Македонија. Им остапивме еден куп работи само за да излезат на избори. И практично приказната за фантомските гласачи е од денот на минатите избори. Значи 2,5 години приказна дека имало фантомски гласачи. Тога Заев излезе со една бројка, ако се сеќавате, ако не се лажам, 150.000, па за кусо време ја намали на 100. Као 50.000 гласачи ја се онака, ништо. Па во една дебата се сеќавам на една од телевизиите, блиски до СДСМ, му се испушти 30.000 дека биле. Па ние рипнавме нели 100 се 150, се врати назад, не 100 се. Добро 100 се. Како се доближува изборите, нели минатото лето, минатата година, летото 15-та, се одлучивме да има избори, некако се убедивме. Како доаѓа изборите, некаде од ноември ја зајакнаа темата, бидејќи нема што друго. Се што бараа добија. Добија како никоја друга опозициона партија што не добива во Европа. Директори на информативна програма на државната телевизија, добија министри, министр за внатрешни, заменици министри со право на вето, премиерот да се повлече да не бе он ако е пак во кампања, односно ако е кандидат за премиер. Што не побара? Све им удоволивме. Но како се ближеа изборите, ги фати паника, гледаат немаат подршка кај населението, ајде ќе ја дигаме јако приказната за фантомски гласачи. Всушност, приказната за фантомски гласачи беше најочигледен пример како една политичка партија што претендира да дојде на власт си го лаже собствениот народ. Немојте да мислите дека тие не знаеја дека таква работа нема. Они знаеја. А си викаат во оваа земја ќе ни пројде се. Прво не знаат дека лажиме, па и ова некако ќе помине. Второ, ќе купиме малку време и може би во тоа меѓувреме нешто ќе се случи, па некако да се најдеме во подобра позиција. Нит се случи нешто, нит се најдува во подобра, се најдува во полоша позиција. А во најлоша ќе се најдат на 11 декември, кога народот ќе ги казни за сите овие лаги и малтретирања, за целото тоа подценување. Знаете, за се што мисла дека така ќе им пројде, всушност си го подценуваат собствениот народ. И тоа е една од главните одлики на оваа партија, на СДСМ. Таа од секогаш го подценува граѓанинот. Јас се сеќавам и низ многу разговори што сум ги имал со нивни представници во разни пригоди, кога сме имале збирни средби, состаноци и така натаму. Секогаш сум го осеќал духот на подценување на народот. Секогаш кога нешто ќе разговараме, а ова вака ли да биде така, и ако спомнеме, ама народот нема, како ќе го земе тоа, нема се... сега народот, ќе ни рече, сега народот. Чекайте, народот е газда на оваа држава, ние сме политички партии што него го представуваме. Како да народот? Како да го рачунаат народот како нешто така странично? Нешто што треба да се пројде низ него и толку. Драги пријатели, затоа нови избори. Меѓу другото и заради 2,5 годишното малтретирање со големата мега лага за фантомски гласачи, која што е пласираа на 2 милиони луѓе во оваа држава,
пусна представници од меѓународната заедница. Заради таа, поразот ќе им биде уште поголем отколку што би бил. И ќе запомнате еднаш дека мајтап играње со својот народ им се враќа директно во чело со тежок пораз, со 63 пратеници на ВМРО ДПМН. Да, и пријатели, ги гледаме сега како што почна кампањата, се распосваа на секаден из Македонија и кај ќе стигнат од ракав вадат нови ветувања. Пак подценување на народот. Пак сметаа дека народот не разбира. Дека нема да свати што е остварливо, што не е остварливо, нема да направи рачуница, математика. Поутрија со една нова идеја, со која мисла дека ќе ги привлечат луѓето, некој им кажал, нуди им на луѓето пари и ќе гласаат за тебе. И тргнале са како да понудат пари. Тоа што нема да ги дадат, нема, него формата како да се каже дека ќе добијат пари. И смислија дека од ДДВ-то ќе се враќало по 500 евра годишно, секој што трошил од своите средства, и она што му се одбива за ДДВ, од тоа ќе се враќа по 15% и на тој начин секој граѓанин ќе заработи по 500 евра годишно. Прво не ги взимавме за сериозно, после викаме, чекайте се, што зборат овие? Ајде да видиме математиката. Удрија многу луѓе математика, почна и да ми се јавуваат луѓе, рачунале, правеле. Направивме и ние математика, гледаме, со обзир на тоа дека многу ставки на ДДВ ги префрливме од 18 на 5. Излегува дека меѓу 2 и 2.500 евра треба секој човек да троши месечно, секој човек месечно треба да троши цела година. Меѓу 2 и 2.500 евра, за на крајот да добие 500 евра поврат. И колку луѓе од Демирхи се трошат секој месец по 2.500 евра, да ве прашам? Цела година, секој месец по 2.500 евра. Кого лажат, кого мамат? Зошто играат мајтав со соствениот народ? И ги нема да одговорат, да ја кажат рачуницата. Точна е, не е точна, кјута само си тераат 500 евра од ДДВ 15%, како расипана плоча. И мисла дека 100 пати повторена лага ќе стане вистина. Значи, невидено подценување на соствениот народ. 9 пати изгубија поред и не ја научија лекцијата. Па мечка од планина да дојдеше ќе ја научиш лекцијата, дека не смееш да си го подценуваш народот, ако сакаш да те гласа. Дека народот е мудар, не може така. Може би некој е помалку образован, некој е повеќе образован, некој има помалку искуство, некој повеќе искуство, ама за толку да ги лажиш, па не е во ред. Така што, тоа е една од големите лаги што е пласираа. Втора крупна лага, која што ја слушнавме, е дека ако дошол Заев за премиер, ќе имало многу инвестиции и нови работни места, до толку што сите што си заминуваат од Македонија ќе престанеле, ама не само тоа. И диаспората ќе ја врати назад. Значи, овие што се во Америка, во Детройт, во Чикаго, во Њујорк, во Мелбурн, во Австралија и така натаму, све ќе врати назад, толку многу фабрики ќе донеси работни места, што ќе си се вратат и тие што отишле во пак едно големо подценување. Само да земеме и да погледнеме овој човек, што 11,5 години е на власт во неговата општина во Струмица. Значи 11,5 години е прв човек на цела една општина. Колку тој донесе инвестиции во неговата општина? Кажа дека ќе имало некоја зона индустријска, ја прогласи за зона, и дека во таа ќе имало, не знам, 6-7 илјади работни места. Тоа значи ќе вријат фабрики. Одиме таму, гледаме по некоја крава така. Една-две крави пасат, овчарот некаде подалеку, нема ни една фабрика, нема ни едно работно место. Како да му веруваме на овој човек дека ќе донесе фабрики во сите градови во Македонија, кога тој во ситуација кога Македонија е 10-та во светот според најдобра бизнис клима и 5-та во Европа, и со најниски даноци на планетата Земја,
во една таква ситуација не може да донесе една крупна инвестиција во неговата општина. Му пративме на времето една, таа е она компанија Антура. Отидоа луѓето во Струмица, седнаа со него, велат, сакаме земјиште да купиме, да градиме фабрика за нешто за семе за цвеќиња, така, холандска фабрика. Рекол, добро, им дал земјиште, купиле, таман да тргнат да градат, гледат, не одат работите, се чека. Градоначалниче, што е работа? Нешто земјава, па рекол, земјава што ја купивте не е за фабрика, за катна гаража е. Каква катна гаража, рекле, ние не дојавме катни гаражи и за пазар, зелен пазар. Друг ни е бизнисот. Не си секирајте, рекол, за едно 6 месеци до година ќе ја трансформирам со промена на урбанистичкиот план. Се собраа од Струмица, си отидоа во Кочани, отворија во Кочани фабрика, еве ги 280 луѓе се вработени. Значи и тие што му ги праќаме тешко се додржуваат, бидејќи е измамник. Тој што лаже, лаже секаде. Следна работа, моравме да направиме технолошка индустријска развојна зона, каде сите ингеренции ги има државата, за да не ни се случи пак такво нешто, и на тој начин во Струмица отиде Johnson Controls, кој во моментот гради фабрика за 1500 вработување, за иструмичани да добијат нешто. Драги пријатели, човекот нити знае да носи инвеститори, нити ќе донесе инвеститори, нити донел во неговата општина цели 11,5 години, нити ќе донесе било каде. Едноставно ги мами луѓето со емотивни приказни, спасе, симу од Америка, сирењето ќе си го прават, такви приказни само збора. Ни знаеме кој е спасе, ни што е спасе, ни симу каде, што е, значи измислување на приказни, само да звучи убаво, спакувано, емотивно, внатре празно. Нити фабрика има, нити ништо има. Кај нас веќе се навикнаа луѓето секоја втора недела по некоја нова инвестиција излегува. Кај имаше порано во време на СДСМ нови инвестиции, нови фабрики, да ве прашам. Така што неговите лаги навистина се многу лесно и прозирни. Или она да речиме за минимална плата. Тргнале минимална плата 16.000 денари. А не гледа дека ќе ги затвори фабриките. Не гледа дека тие што сега постојат на тој начин ќе затворат. Ние отидовме со добри пресметки, со добри математики, сменивме многу работи, така што одиме реално. Гледаме да не направиме штета, сакајќи корист да направиме. Или да речиме онаа приказната за просечна плата. Дека тој ќе донел просечна плата за 500 евра само што ќе стане премиер. Драги пријатели, не знам тие луѓе што му одат на метинзи сакаат да бидат важени? Ако имат толку луѓе меракли да бидат важени, во ред. Меѓутоа, просечна плата не се носи со закон, не се носи со декрет, не се носи со одлука на влада. Просечната плата расти како што растат вработувањата. Колку повеќе вработувања и намалување на невработеноста, толку повеќе има интерес на работодавачите да им дават повисока плата на вработените за да ги задржат. Инаку ќе им отидат кај новите што отвараат. И секаде во цел свет така растат платите. Овој нешто зборува приказни, пак си го поценува сопствениот народ. Еве, јас ќе ви кажам пример. Како во Македонија растеше просечната плата. Ние не сме ја ни спомнале, затоа што сметаме дека тоа е еден природна работа. Во 2006, кога дојдовме во владата, просечната плата во Македонија беше 11.000 денари. Како што доаѓаа нови компании, како што се бараа нови вработувања, како што луѓето се вработуваа, како што се намалуваше невработеноста од 38,7 на 24 сега, така си растеше просечната плата. Од 11 сега дојде без малку 23.000. Значи, сериозно зголемување на просечната плата за еден многу сериозен процент. И таа не растеше затоа што ние донесовме одлука од 11 на, не знам, 22.800 или колку беше, приближно 23. Таа порасна затоа што самите работодавачи ги зголемуваа платите кога се отвараа нови работни места и почнаа да им бегаат работници кај новите компании, за да ги задржат и им ги качуваат платите. Така оди тоа секаде во светот. Така што уште еднаш си го поценува граѓанинот. Замислите како лажат и како поценуваат народ, а сакаат од него подршка да ги гласа и да ги донесе на власт. Или ги гледам и него лично, особено Заев, како бесрамно нас не навредува, нарекувајќи не криминалци, бандити, а човекот е жив криминалец. Прва класа криминалец. Ретко да сретнете по-криминоген тип од Зоран Заев.
Подсетете се само на она што го гледаме, како му бараше рекет, мито, на оној негов јаден сограѓанин кој што се мачи да направи нешто во бизнисот. И не само што му бараше мито, преку онаа приказната €1 по квадрат и слично, за вицето да се однесе и слично, него му раскажува дека така е редот во општината. И му ги реди другите фирми и бизнисмени, како и они кои добиле легализација на градежното земјиште, по €1 квадрат, така бил редот. Еве вика, прашај ги, ќе видиш, така е редот. Значи во општината Струмица, ако некој сака да си легализира земјиште, некој бизнисмен, или да го трансформира, тој треба да си го знае редот. И сега човекот сака, овој криминоген тип, сака таквиот ред да биде во цела Македонија. Малку му е Струмица, таму изназима што можеше да земе, ги навикна луѓето на ред, сега овој бандит и криминалец ќе ги учи на ред сите граѓани на Македонија да си однесат по €1 од квадрат кај вицето. Или пак да речеме она работа што излезе на неколку недели пред избориве, каде што се откри дека чувале бројче во архивот на општината за неизграден објект да се изгради на диво, без да плаќа комунали, за после да го легализира со стар датум пред донесување на законот за легализација. Законот за легализација се донесе 2009 на дивите градби. И се кажа, сите што се досега изградени диви градби, може по €1 квадрат да се легализираат. Сега човеков мислел што да прави, и со некој таму друг негов пајташ, смислиле, ај ќе изградиме сега нов објект, јас ќе чувам бројче како да е преходно легализирано, ти изгради го, никој нема да му текне, не плаќај комунали, тоа се големи пари, плаќање комунали на општината, значи ја осакатува општината, ја оплячкува убаво, и потоа ќе те пишам како да си го изградил пред 2009 и ќе ти дадам легализација на тоа по €1 квадрат. Ама една работа заборел, дека во светов има интернет и има Google Map. И тие на 6 месеци ја снимаат секоја педа на земјата, што има изградено. Google Map снимал и пред 2009 и по 2009 и денес. Излегоа снимките дека пред 2009 на тоа место има пољана. Значи законот кој се донел за легализација, пољана. После некоја година се гради, па изградено тие цареви кули комплексот и заведено истото во општината дека е изградено пред 2009. Една работа пропуштиле дека во меѓувреме има интернет кој што може да ги фати криминалците кои што се занимаваат со тоа. Така што имаме класичен криминоген тип кој што многу сака другите да ги прикажува и да ги навредува со такви работи, кој што сега сака истото што го прави во Струмица 11,5 години, да го прави на секаде низ Македонија. Овој народ на 11 декември ќе му каже дека криминалец за премиер не сака и ќе го добие најубедливиот пораз на СДСМ од овие 10 до сега, за да испрати и порака дека овој тип со сите негови криминали во Струмица ќе мора да си остани таму, а потоа на локалните и од таму ќе добие тоа што треба да добие од граѓаните на Струмица, односно ќе го избркаат и од таа позиција преку избори. Драги пријатели, и кога зборува за сето тоа, заборава дека во време на СДСМ Македонија беше рангирана од Transparency International, тоа е една меѓународна организација за мерење на корупцијата во државите, беше рангирана на 105-то место, сега е на 66-то, и тоа, замислете, Transparency International е финансирана најмногу од еден филантроп, кој веројатно сите го знаете, и кој што и покрај тоа што прави се што може да и направи црно на Македонија, видел не видел, дозволил Македонија да биде барем на 66-то место. Веројатно ќе беше и многу погоре да не беше главен филантропот во Transparency International, но ептен да не биде сменета работата, не остео барем таму на 66-то или 67-то место. А во времето на СДСМ бевме на 105-то место во светот, во делот на криминалот
и корупцијата. Драги пријатели, уште една работа би сакал да ја споделам и да подсетам, го гледам деновиве говори дека јас сум ги измислил сите работи што тој ги говори. Со недели говореше, низминатите недели говореше за двојазичноста. Дека ќерка му требало да учи, дека некое дете во Куманово Албанче не можело тамо музичко да заврши. Значи, човекот сам си раскажуваше по телевизиите за двојазичноста на целата територија на Република Македонија. Потоа, сите ние го слушавме како на телевизија 27, сам лично збореше за промена на Уставот. Сега испадна не зборел за промена на Уставот. Сега кај ќе стигне збори, нема промена на Уставот. Трето, сам лично во Швајцарија збореше дека рамковниот договор е тесен и треба да се укинат границите на рамковниот договор, да се оди далеку над тие граници. Четврто, сам зборува во Швајцарија за кантонизација, како убаво им било таму со кантони, како ете и ние сето тоа треба да го присликаме. Плюс на него се надоврзува оној европратеникот Грос, кој што му појаснува дополнително како треба да се бијат кантоните во Македонија и овој клати глава, не се спротивставува и така натаму. И сега, откако оцени дека доволно ги убедил албанците со сето тоа што го правеше за да гласаат за него, си вели, ај малку сега да направиме еден смут меѓу македонците, па ќе кажам нема промена на Уставот. Да ви кажам искрено, албанските партии велат дека не ни требало, по нивното толкување, не ни требало промена на Уставот за двојазичност на цела територија, што значи дека тој на таа карта игра, дека сите овие работи биле само во мојата глава. Замислите. Значи, не се во вашите глави, вие не гледате телевизија, вие не гледате што тој говори во Швајцарија, не гледате што говори во телевизија 27, не гледате се што збори низ медиумите, туку од моја глава тоа произлегло и цела држава е во некоја фатаморгана. Па добро, кого прави тој толку наивен и кого поценува? Како може да си поигрува толку со чувствата и со гордоста на луѓето, да ги прави дека до толку не разбираат, дека ние сме измислиле таа тема за која што го слушаме секој ден како говори. И гледам вчера веќе го пофалија од албанската диаспора, го прогласија за Месија и Спасител. Веројатно многу се израдува, а посебно верувам дека денеска е многу радосен и среќен, пошто денеска и Фрчко го пофали, и тоа не од Македонија, од Словенија го пофали. Дека бил многу храбар, похрабар од што мислел, ќе учеле децата од прво оделение, не знам, албански јазик, и дека таа храброст била многу поголема и од што Фрчко си замислувал. Мора да е денес многу среќен, заедно бидејќи Фрчко да те пофали во СДСМ е веројатно многу значена работа. Така што, драги пријатели, со такви луѓе си имаме работа на овие избори. Луѓе што ништо досега не исполниле, не направиле како политичари, а добиле шанса од граѓаните, кој на централна власт, кој на локална. И сега со вакви измами, со здружување со различни криминално разузнавачки структури, сака да направат хаос во земјата, да го измамат народот, ветувале некои работи што ги ветувале, сега мора да ги спомнат, за да се оправдаат, и чекаат сега некој друг да ги донесе за премиер. Абе, кој може да те донесе за премиер ако не те гласа овој народ? Народот е газда на оваа држава. Народот гледа кој што прави, кој што создава, кој што гради. Народот знае колку ова политичка партија, нашата политичка партија и коалиција направивме за земјоделците. 1,55 милиони евра се обезбедија за македонските земјоделци. 50-50 системот што го дадовме се набавија над 2000 трактори, над 7700 парчиња на механизација. Невработеноста ја намаливме од 38,7 на 24%. Отворивме 160.000 нови работни места. Од 560.000 вработени дојдовме на над 720.000 вработени во Македонија. На пензионерите пензиите им ги зголемивме за 70% просечната пензија, за 90% најниската пензија. Гледа народот. Овозможивме легализација на бесправно изградените објекти на цела територија. Па после на дворовите, исто така за 1 евро квадрат. Па на земјиштето под куќите. Па на, не знам, трактори и така натаму, индустријски капацитети.
Се изградија 510 км регионална патна мрежа. Се изгради 750 км локални патишта. Обезбедивме здравствено осигурување за сите. 10 пати ги намаливме цените на лековите. 4700 лекови им се намали цената и сега годишно 33 милиони има заштеда кај граѓаните наместо да ги плаќаат за лекови. Се отворија 67 нови аптеки или аптекарски станици во разни рурални средини кои покриваат над 180.000 жители. Се заврши ветениот еднократен отпуст на долгови после минатите избори, на кои 15.000 семејства добија отпис на долгови во вредност од 30 милиони евра. Буџетот за образование се зголеми за 72%. Се воведе бесплатно средно образование, не се купуваат учебници, државата ги набавува, превозот е бесплатен за учениците. Драстично ги намаливме царините во областа на индустријското производство, прехрамбената индустрија, воведовме поедноставени царински постапки, се намалија акцизата царините на автомобилите, луѓето дојдоа до ефтини автомобили да може да ги имаат или да ги заменат старите крнти. Се направија многу работи. Гледа народот. И ќе се направат уште многу. Многу работи што ги имаме предвидено во нашата нова програма. Како 70.000 нови работни места за наредните 4 години. Зголемување на минималната плата постепено, внимателно до 14.000 денари до крајот на 2020. Во кожарската и текстилната 13.500 денари. Зголемување на платите во јавниот сектор и на пензиите на пензионерите за 10,25%. Отворање на можности во помалите населени места со проектот Рурални развојни зони, каде што секое село во Македонија и секој помал град под 10.000 жители ќе добие можност да има услови за инвестирање подобри од технолошко-индустријските развојни зони, за да помогнеме во помалите места да се отворат нови работни места, да ги насочиме и да ги охрабриме инвеститорите во помалите места, во селата, во помалите градчиња, да инвестираат, да отворат нови работни места. Се предвидува и овозможување и продолжување на проекти за поддршка на невработените, како што е поддршката за самовработување, наречена од идеја до бизнис, со грант од 4.000 евра, програма за самовработување со кредитирање, грант за рурален туризам, самовработување со кредитирање на вршење на земјоделска дејност и услужни дејности, самовработување на лица што продаваат на пазар и редица други програми кои што Агенцијата за вработување ги нуди на невработените. Во новата програма, реално, се предвидува градба на 6 експресни патишта со 4 ленти во Македонија. Во вредност од во голема и 60 регионални патишта ќе бидат реконструирани. 60 регионални, овие 6 се ново изградени и 60 регионални патишта ќе се реконструираат во вредност од 140 милиони евра, како и голем број на локални патишта во вредност од 30 милиони евра. Се предвидуваат 600 милиони евра за македонските земјоделци за наредните 4 години, како и набавката на трактори од 50-50 да порасни на 60-40, 60 државата, 40 земјоделецот. Ке им се овозможи на земјоделците што сакаат да набават систем капка по капка, 80% да го покрие државата. А оние што сакаат да набават високо приносен добиток, 80% исто така трошоците да ги покрие државата. Кога го имало тоа во Македонија и каде го има во светот? Ние сме прва држава што дава вакви високи поволности како една нова етапа во развојот на македонското земјоделие. Предвидуваме и субвенција од 6.000 денари по хектар за подигање на насади со брзорастешки плантажни дрва. Предвидуваме и проект наречен професионални земјоделски советници, кои што ќе бидат од голема корист за земјоделецот и ќе имаат мотив да му помогнат и да ги задржи земјоделецот, ќе имаат финансиски мотив да ги задржи, тој да им биде на некој земјоделец, некој си од професионални земјоделци да биде задржан, да биде тој професионален земјоделец, а не некој друг. Ке се зголеми и субвенционирањето за заштита од енергетска сиромаштија, постепено од 900 на 1200 денари до 2019. Имаме и проект наречен од град во село за нов почеток. Проект со кој што на сите што сакат да почнат работа и живот на село, ќе им се помогне. Со 6.000 евра грант
да може да купат или адаптираат куќа. Со 18 месеци давање на по 15.000 денари на секое такво семејство, за да се покрие првичниот период додека да дојде првиот род. И со давање на овие можности сите други 80% капка по капка покривање на трошоците или 80% за високо приносен добиток. Ќе се продолжи и со проектот за млади да дојдат до домување, купи куќа за млади до 35 години, каде што има една уникатна можност за млади што немаат своја куќа да се изградат или да ја купат. Каде што во првите 11 години имаат субвенционирање, 8 години 80% и уште 3 години 50% на нивниот кредит во банка. Како и новиот проект Купи куќа за над 36, со кој што на оние што се над 36 години, 10 години ќе им се даваат субвенции за да земат кредит и да изградат или купат куќа. Драги пријатели, тука во Демир Хисар ја донесовме руската компанија Гришко, која сега вработува 40 лица со тенденција за понатамошно зголемување. Направивме пристап до земјоделското земјиште во Граиште, проширување и тампонирање на локален пат во Церово, реконструкција на локален пат Прибилици, Црква Света Богородица и Турва Брезово, изградба на локален пат Суводов манастир, Пресвета Богородица и Стругово, Загориче, како изградба на улици во Своештица и Суводов. Изградивме 20 станови за лица во социјален ризик. Го изградивме градскиот поштат и градското шеталиште во соработка со општината Демир Хисар. Во периодот од 10 до 15 се доделија само во тие 5 години 390 милиони денари за субвенции во Демир Хисарско за полјоделство, овощарство, сточарство, пчеларство, градинарство, одледување тутуни и слично. Со инвестиција вредна околу 105.000 евра извршивме реконструкција на дел од градската водоводна мрежа. Се реконструираше водоводот во Стругово. Се изврши реконструкција на водоснабдителниот систем со изградба на пумпна станица во рудничка населба Сопотница, а во завршна фаза е изградбата на нова водоводна линија во Слепче. Вредноста на овие инвестиции е околу 8 милиони денари. Се изврши регулирање на коритото на Црна река и низините притоки по течението на општините Демир Хисар, Битола, Новац и Могила. Извршивме и санација на основното училиште Гоце Делчев, како и санација на санитарните јазли во основното училиште Браќа Мивадиновци во Жван и средното училиште Крсте Мисирков. Изградивме една спортска сала и едно повеќенаменско игралиште во основното училиште Гоце Делчев. Вредноста на оваа инвестиција е 33 милиони денари. Исто така, извршивме и санација и адаптација на училишната сала во училиштето Даме Груево Смилево. Извршивме реконструкција на здравствениот дом во Демир Хисар, во која се офати нов влез за идната медицинска помош, како и комплетно реконструирање на покривот. Доделивме лиценца за подвижна аптека, со што ќе се овозможи на жителите на помалите места потребната терапија да ја добиваат во своето место на живење. Го спроведовме проектот на специјалист со кој им овозможивме на граѓаните на Демир Хисар, наместо во други општини, амбулантски прегледи од доктор специјалист да се вршат во здравствениот дом во Демир Хисар. Продолжуваме со спроведување на проектот Рурален доктор во помалите населени места во Демир Хисарско. Го обновивме и музеот во Смилево. Се направија и повеќе други работи за сите граѓани, и за најмладите, и за повозрастните. Овозможивме за нив и бањско-климатска рекреација, само од Демир Хисарско над 200 пензионери ја искористија можноста за туристички бесплатен викенд и за бањско-климатска рекреација. Во новата програма предвидуваме реконструкција на регионалниот пат Битола Демир Хисар. Значи комплетна реконструкција, вадење на стариот асфалт, рамнење, комплетно нов асфалт. Тоа ќе чини 1 милион евра. Во тек е изградба и реконструкција на регионалниот пат, тоа е во тек, значи, на Граиште, Демир Хисар, Прилеп, а предвидуваме и реконструкција на регионалните патишта Р1306 до Журче, Р1305 до Базерник и Р1306 до Свадуево, како и патиштата во Слепче, во Сопотница, во Белче, во Прибилци, во Мало Илино, Жван и Света. Драги пријатели, се трудевме да донесеме уште една компанија и бевме многу близко до тоа.
Тоа е германската компанија STS Textiles, кои сакаат да инвестираат овде во Демирхисарско, но заради имотно-правни проблеми мора да ја направат инвестицијата на друго место, но ги убедивме дел од нивната инвестиција во период од 2 години од сега да ја донесат сепак во Демирхисар и да отворат нови 200 работни места. Значи дел ќе им биде во Велес, но дел со 200 работни места ќе биде тука во Демирхисар. Во тек е изградба на локалниот пат Обедник Смилево, Манастир Свети Петар, Боиште. Инвестиција вредна околу 209.000 евра. Во завршна фаза сме со реализација на проектот за реконструкција на пумпни станици за бунари Б1 и Б3 и реконструкција на пумпна станица Мургашево за водоводна мрежа во Демирхисар. Ова инвестиција вредна 124.000 евра. Предвидуваме изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Демирхисар и околните населени места, која ќе придонесе за почиста и поздрава животна средина во регионот на Демирхисар. Ова е инвестиција од 65 милиони денари. Предвидуваме и отворање на нова детска градинка во насока на зголемување на капацитетите за згрижување на деца, како и отворање на дневен центар за повозрасни лица во Демирхисар. Ке се изврши реконструкција на објектот на психијатриската болница во Демирхисар, за да се подобрат условите, со инвестиција која ќе чини 25 милиони денари. Во здравствениот дом и во психијатриската болница ќе се набават 22 нови апарати медицински во вредност со 124.000 евра за граѓаните тука. Значително ќе ја намалиме и цената за продажба на градежно земјиште со намена Г стопански и производни објекти во кои компаниите имаат корисничко право. Од 245 денари ќе оди на 70 денари по метар квадратен. Предвидуваме и изградба на едно баскет игралиште во Демирхисар, а во тек е и санација и адаптација на фудбалското игралиште. Ќе извршиме и реконструкција и восстановување на нова музичка поставка во родната куќа на Дамјан Груев во село Смилево. Ќе извршиме и конзервација на архитектурата и на живописот на црквата Свети Никола Топлички во Демирхисар. Да подсетам дека проектот Рурални развојни зони ќе ги офати сите населени места, сите села во општина Демирхисар. Предвидуваме проектот во Демирхисар и во околните места да ги офати Велмевци, Зашле, Големо Илино, Боиште, Загориче, Слепче, Суводол и повеќе други населени места. Проект со кој што, како што кажав, во наредните 5 години компаниите што ќе инвестираат во овие населени места да бидат ослободени од плаќање на данок на добивка и персонален данок на доход за период од 10 години, како и придонеси за здравство и пензиско 50% ослободување за период од 10 години, плюс 10% директен грант од државата за инвестицијата што ќе ја направи новиот собственик, односно новиот инвеститор што ќе влези, и 2000 евра грант ќе му се дава од државата за секое отворено ново работно место. Ако инвестира, да речиме, во било кој од овие места, во Велмевци или во Зашле или во Големо Илино или Боиште, Загоричане, Слепче, Суводол и така натаму, и вработи 10 луѓе, тогаш за секој од нив по 2000 евра, тоа се 20.000 евра грант од државата. Плюс, ако вработи 100, тогаш 200.000 евра грант од државата и така натаму. Плюс 10% од неговата инвестиција ќе му е плати државата и редица други поволности што ги дава државата ако се инвестира во помалите населени места, односно во македонските села. Драги пријатели, имаме уште многу проекти кои што ги имаме во нашата програма, но она што е важно е дека на овие избори се носи одлука, секој од вас носи две одлуки. Одлука која што е за тебе и за твоето семејство, а тоа се многуте проекти што ги планираме, кои што ќе допрат до секој граѓанин, и одлука за Македонија. Во каква Македонија сакаме да живееме? Сакаме да живееме во самостојна, унитарна, суверена и држава која што постојано економски ќе јакне и ќе се намалува невработеноста, ќе се почитува народот, ќе се има респект кон него, ќе се почитува и помага земјоделецот, ќе се отвораат нови работни места, ќе расти стандардот, или сакаме да живееме во држава во која некој однадвор некому ќе му кажува, ако сака да остане на власт, што треба да прави, ќе ни кројат капа однадвор, ќе ни
ја дела државата на кантони. Секој кантон е држава во држава и има право да си донесе свој референдум, да прогласи референдум за отцепување. Мислам дека одлуката е многу едноставна. Затоа, драги пријатели, сигурен сум дека македонските граѓани масовно ќе излезат на 11 декември. Да не дозволат ни широки коалиции да си помислува некој, а гледам денеска од ДУИ објавиле дека ако ВМРО не освои 63 пратеници, дека тие ќе барале премиер од нивната партија. Затоа велам, од многу страни, од многу центри на Македонија и се имаат обколено како кучиња пред касапница. Да не им дозволиме секој граѓанин да излезе во овој историски момент и да покаже дека негова е оваа држава, а не на некој друг. Да сте живи и здрави, да живее Демиркис, да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија.